Бајколент. Аудио бајке. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остане в постела ако сака побрзо да оздрави. Но на Зоки му е многу здодевно в постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му го готви ручекот во кујната. "Бабо," вика одеднаш тој, "дај ми го сламеното мече да си поиграм." Баба му доаѓа, но и паѓа наум дека Зоки ќе се открие ако му дозволи да си игра со мечето. "Мечето?" се чуди таа. "Па нели ти е жал за него, Зоки? Ако е до тебе, и тоа ќе се разболи од грип." Мисли Зоки, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. "Бабо," вика пак Зоки, "дојди бргу ваму." Баба му доаѓа. "Што е, Зоки?" "Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип." "Како?" се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално исфрлено во аголот. Кашла Зоки зад нејзиниот грб, преправајки го гласот и вели: "Слушаш ли, мечето кашла, настинато е." "Па што да правиме, Зоки?" вистински се чуди баба му. "Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо, така заедно ќе оздравиме." "Добро," вели баба му, "но ке треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие, тоа сака да оздрави, но ти ке пиеш ли?" Зоки размислува. "Инаку не ти го давам." "Ке пијам," вели Зоки и ги пружа рацете кон сломеното мече. Баба му го става мечето во постелата на Зоки. "Но да знаеш, нема да се откриваш, зашто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ке ти го земам." Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната. Ако ти се допадна бајката, притисни лајк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.